Драги ученици, добре дојдовте во нашата училница на час по општество за 4-то делење. Јас сум Снежана Крстевска, наставник во Општинско основно училиште Браќа Миладиновци од Куманово. На денешниот час ќе научите за населби и институции во нив. Еве една слика на населба како дел од град. На денешниот час ќе научите да препознавате и именувате населби како дел од градот, да ги препознавате и користите институциите во населбата, да ја согледате важноста на институциите во една населба, да ги чувате институциите во вашата населба, да се однесувате културно и да го почитувате редот во институциите. Најнапред да видиме што е населба. Местото во кое живеат повеќе луѓе, кои не мора да се познаваат, но придонесуваат за поубав живот, се вика населба. Сите луѓе што живеат во една населба се жители на таа населба, а нивните домови се нивни живеалишта. Што е институција? Сигурно на многумина од вас зборот институција ви е непознат. Институција е установа која ги задоволува потребите на граѓаните во некоја област. По населбите постојат и работат повеќе институции од различни области. Институции кои ги има скоро во секоја населба се училиште, амбуланта, болница, пошта, полиција, аптека, банка, кино, театар, библиотека, спортска сала и други. Во училиштата учениците стекнуваат знаења и вештини, запознаваат другари и се здружуваат. Може да учествуваат во други воннаставни активности, насочувани од своите наставници и професори. Училиштата може да бидат основни и средни. Во амбулантата работат лекари и медицински сестри. Луѓето одат на преглед и добиваат совети и упатства за лекување. Лекарствата кои ги препишува, лекарот може да се земат во аптека. Доколку се работи за посериозен здравствен проблем, луѓето се лекуваат во болници. Таму остануваат подолго време. Во поштата луѓето ги испраќаат пратките во земјата и странство. Пратки се писма, честитки, разгледници, пакети и друго. Сигурно го препознавате логото на Македонска пошта. Сте биле некогаш да испратите честитка до некое ваше другарче или роднини. Полицијата се грижи за ред и мир во населбите. Сообраќајните полицајци го контролираат редот во сообраќајот. И пешаците се учесници во сообраќај и треба да го почитуваат редот. Доколку имате проблем, кражба, напад од друго лице и друго, од дома може да се јавите на бројот 192 и да пријавите во полиција. Во банка подигнуваме пари од плата или пензија. Може и да внесуваме пари или да плаќаме сметки. На шалтерите банкарските службеници ни издаваат сметка за извршената услуга. Кино и театар се институции во кои луѓето одат за забава и разонода. Во кино се прикажуваат филмови на платно. Учениците гледаат филмови со своите другарчињи. Театарска представа се прикажува во театар. Актерите подготвуваат представи за деца и куклени представи. Гледачите ги наградуваат со аплауз. Во библиотека има голем број на книги за деца, возрастни и стручна литература. Членовите на библиотека имаат членска карта и позајмуваат книги.
Библиотекарот помага во пронаоѓање на книга. Спортски надпревари се одвиваат во спортска сала. Гледачите можат да го гледат надпреварот на трибините. Во спортска сала може да тренирате некој спорт. Кошарка, ракомет или некој друг спорт. Да повториме што научивме на денешниот час. Што е населба? Место во кое живеат повеќе луѓе кои не мора да се познаваат, но придонесуваат за поубав живот во тоа место, се вика населба. Што е институција? Институција е установа која ги задоволува потребите на граѓаните од одредена област. Кои институции ги има во твојата населба? Училиште, амбуланта, аптека, полиција, пошта, банка, кино, театар, спортска сала, библиотека. Кои институции ни помагаат за нашето здравје? Амбуланта, болница, аптека. Во која институција ќе се јавиме ако е загрозена нашата безбедност? Полиција. Во кои институции одиме за забава? Кино, театар. За домашна задача. Во учебник по општество на страна 39 дадени се реченици во кои се искажани потребите на граѓаните. Погоди во која институција треба да се обратат за да ја добијат услугата. Благодарам на вниманието.